Смисолот на борбата за женските права е низ сопствениот пример. Оној низ професијата, но и оној низ семејството, смета ликовната уметница Јана Манева Чуповска. Кога решивте да се занимавате со уметност, се плашевте ли дека, освен тоа што секогаш ќе ве спомнуваат со вашиот татко Коле Манев, дека тоа што сте и жена ќе биде некоја, да кажеме, не би рекла пречка, туку мотив повеќе да дадете од себе? Влијанието од таткото мој Коле Манев ме воспитуваше во еден правец во однос на уметноста, а тоа е дека нема машка и женска професија. И јас навистина сакам во тој контекст да ги гледам работите, бидејќи посебно во уметноста се почитува дали е некој добар творец, добар автор, добра авторка или не. Секако дека предизвиците за нас жените е многу поголем денеска, но навистина никогаш тоа родово во тој контекст како професија не сум го гледала. Иако лично сметам дека ако говориме за таа родова еднаквост, сметам дека жените во уметноста се помалку застапени. Зошто е тоа така? Веројатно повеќе социолозите ќе може да одговорат, но јас едно знам дека македонската ликовна уметност може да се гордее со многу жени авторки кои што без никакви предрасуди влегле во морето на уметноста и дале значен придонес за македонската ликовна уметност. Така да јас ми предизвик да креирам како жена, бидејќи навистина сметам дека можеби разликата не е во родовата еднаквост во уметноста, туку во сензибилитетот. Всушност, на две полиња веќе подолго време имате можност во наводници да се борите за жената. Прво преку својата уметност, а второ како веќе долгогодишна председателка на Друштвото на ликовните уметници. Во моето творештво, всушност синонимот за жената е преку мојот препознатлив автореферентен систем, а тоа е дека јас се ставам себе си во улога на некаква инспирација, дали тоа традиционалната македонска жена, како што беше циклусот на слики, објекти, каде што поигрував со конкретно женската невестинска мијачка носија, каде што јас ја имав облечено и имав еден помалку перформативен аспект во тој дел. Да, тука би го спомнала и мојот кураторски проект Фемина, кој што оваа година е, да речеме, ќе одбележиме 10 години скромен јубилеј, каде што овој проект е всушност токму тоа да се забележи и почитува повеќе женското ликовно писмо. Сум имала контакти со навистина многу силни авторки, како македонски, така и надвор, и сите го имаме тој став, дека преку уметноста можеме да ги изразиме не само сопствените чувства, него и во аспект на погласно говорење за статусот на жените денес, бидејќи навистина и претходно споменав и како председателка на ДЛУМ, јас сум втората жена председателка на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Првата е Тања Балач, кој што морам да признам дека според таа некоја статистика само 2 жени биле досега председателки, што не е добра бројка за оние, да речем, концепти на родова еднаквост. Зошто било тоа така претходно, каде биле жените претходно во ДЛУМ, колку имале пристап до сите тие управни тела, тоа е навистина една историја повеќе. Не сакам ова да го гледам негативно, но е факт дека јас сум втората жена председателка на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и се надевам дека во иднина таа бројка, барем од областа на уметноста, ќе биде поголема. Многу ви благодарам и нека ни е честит 8 март. Благодарам. Јас би сакала само еден апел да упатам за сите оние кои што ќе го прослават во наводници
Денот на жената, да не го прославуваат во ресторани, во кафани, во меани, бидејќи сметам дека се злоупотребува основната функција на овој празник кој што историски гледано и се однесува на правата на жените пред се. Не се однесува на никакви прослави, не се однесува на никакви непотребни подароци, туку баш напротив. Овој празник за мене е само еден концепт на протест, концепт на критичко мислење, концепт на јавно мислење, еден апел да се преиспитаме на кој начин треба да придонесеме за да се обележи 8 март во вистинска смисла на зборот, за да може жените да го добијат тоа достоинство кој што со генерации и генерации историски се бореле да го добијат.